Ево, например, да се прифати 600 евра минимална плата и зголемување на сите плати за 6.000 денари. Ево, вака зборувам и се извинувам вака се дозволам да ја прашам, што мислите годишно, колкава сума тоа е во вкупната економија зголемување на масата на плати? Сумата 1.250.000.000. Направивме со експерти проценка, значи 1.250.000.000 евра целокупната економија, јавниот и приватниот сектор би требало да одвои дополнително за масата на плати. 1.250.000.000 евра. Добро. Знаете ли што би значило кога се тоа? коригираше, Тоа би значило потоп, кога се коригираше надвор за илјадници предпријатија во Република Македонија и масовна невработеност. Добро, еве имаше корекции, не се случи потоп. Не вакви корекции за 47% зголемување на минималната плата. Добро, но ве велам дека е преговарачка позиција. А позицијата на другата страна е, па добро, вашата позиција е ќе си го добиете во март тоа што ви следува по формулата. Значи за ништо нема да преговарате. Јас само кажувам дека од позиција на Народна банка тоа би значило повисока инфлација, драстично повисока од она што ја предвидуваме, повисоки каматни стапки, поголема цена на кредитите, кои што ги плаќаат граѓаните и стамбени и потрошувачки и така натаму, така што некој мора да ја плати цената, нели нема бесплатен ручек.